Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во овие врели, во овие летни августовски дни, во Македонија и се работи, и се одмара, и се организираат празнични, разновидни културно-забавни, спортски и други активности и манифестации. Посетувана е нашава земја од многоилјадни гости и туристи, кои уживаат во природните убавини и во спокојството на Охрид, Преспа, Дојран, Маврово, Берово и ширум републикава. На празникот Преображение полни беа нашите цркви и манастири. Денот на македонската армија, 18 август, е свечено одбележан со пораката дека Македонија е безбедна и стабилна држава, а во тоа најголема улога има нашата армија, која во време на разни безбедносни предизвици го забрзува процесот на модернизација со нова опрема, со нови технологии, кадровски засилувања, потврдена борбена готовност и со учество во меѓународни мировни мисии. Централната свеченост на 18 август се одржа во Охрид, во кампот за обука на вода. На 34-тиот роден ден на армијата се обратија председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот генерал-мајор Сашко Лавчиски. А на 59-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје присуствуваа 60 на македонисти, слависти, филозофи, културолози и преведувачи од 17 земји, меѓу кои од Соединетите Американски држави, Канада, Јапонија, Аргентина, Италија, од Кина, Русија, Србија, Франција и други. Никој не може да го избрише македонскиот јазик од светската културна ризница, туку е и постојано ќе биде збогатуван, рече министерката за образование Весна Јанеска. Во изминатите 3 години зголемен е бројот на лекторатите по македонски јазик во странство и сега ги има 12. А по летната школа е и меѓународната научна конференција со учество на 75 научни истражувачи од земјава и од странство, или вкупно 135 македонисти, студенти, предавачи, научници, се дел од програмите посветени на македонскиот јазик, литература и култура. А за прв пат по 7 години седнаа на иста маса во Скопје представниците на македонските конзуларно-дипломатски представништва, бидејќи силната дипломатија се мери според интересите кои ги штити. Беше речено дека најважните обврски на дипломатската мрежа се на прво место заштитата на македонските национални интереси, потоа зголемен ангажман за трговијата и извозот и како трето конзуларно-дипломатските представници да ги заштитуваат интересите на македонците, на граѓаните од нашава земја, кои живеат надвор. Продолжуваме со вестите. Во официјална посета на Македонија престојуваше министерот за надворешни работи на Чешката република Петар Мацинкл. Во Охрид се одржа средба меѓу домајќинот министерот Цимчо Муцунски и гостинот Петар Мацинкл, кој беше примен и од председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Потврдени се многу добрите односи меѓу двете земји и е најавено проширување на македонско-чешката соработка на повеќе полиња. Во двете изминати години од оваа влада во државава има 120 милиони евра поголем раст на бруто домашниот производ. Македонија е на второ место
во поширокиот регион со најниска инфлација, која во јули изнесувала 2,3%, а на пример во Европската Унија инфлацијата била меѓу 2,9 и 3%. Во Републикава поволна е бизнис климата за инвестирање. Од опозицијската СДСМ рекла дека немало резултати во економијата ни во евроинтеграциите, а имало криминал и корупција. Меѓутоа, од власта излего со податоци дека се отвораат за нови фирми и нови работни места, што се конкретни резултати од владините политики, па инвестициите се е на виделина. Во Битола, на пример, започна со работа фабрика за спортска опрема со 250 вработени. Во Штип, новата Магна ќе обезбеди работа за 600 лица. Компанијата Костел Македонија од почетните 80 милиони евра приходи достигнува над 280 милиони евра. Во априле фирмата Гентер од автомобилската индустрија со новите вложувања отвора 300 работни места. Во Скопско почна изградба на нова фабрика, како и во Кичевско и на други места. Се развижува бизнисот и досега во македонската економија биле внесени 239 милиони евра. Пари кои поттикнаа значајно инвестирање, придонесоа за поголемо производство, има нови вработувања и нови захвати во домашните компании. А доколку опозицијата барала предвремени избори кај нас, тогаш од ВМРО ДПМН во секое време биле подготвени и да прифатат и да победат, уверува преседателот на владата Христијан Мицкоски, појаснувајќи дека народот не бара избори, туку сака реформи и продолжување на активностите на оваа влада, која на избори доби да биде на власт до 2028 година. Ама доколку опозицијата мисли од избори требаат, тогаш ВМРО нема да седи со скрстени раце, туку прифаќа и оди понатамо. Следи блок од информации на повеќе теми. Делчево се збратими со 4 италијански општини, зашто е подпишан и документ за соработка. Една од најважните точки е воведувањето на македонскиот јазик во образованието во Италија. Во регионот Пиемонте живеат околу 40.000 македонци, кои се и најголемите амбасадори, носители и афирматори на македонската култура, традиција и обичаи. Нов амбасадор во Бугарија ќе биде Крум Ефремов, универзитетски професор и поранешен дипломат во Украина. Нови заштитени оригинални македонски нематеријални добри брендови во последната тура, што се впишани во главната книга од Националниот регистар, како што соопшти Управата за заштита на културното наследство, се прогласени и тоа раскошниот вес на женската носија во Струшкиот крај, потоа машката поборка наречена бамбурци, која долго се одржува на 7 јануари во малешевското село Ратево. Во регистерот е впишана и македонската чалгишка музика, многу интересна и е дел од староградската музичка култура уште од 18 век. Исто така впишан е и ајварот, односно долгата традиција на неговото правење во земјава. Една од најуспешните македонски фирми е фармацевската компанија Алкалоид од Скопје, која ја брои над 3000 вработени, од кои 800 се во странство. Во времето јануари-јуни 2026 Алкалоид имал раст на инвестициите од близу 70%. Продажбата на нивните лекови и производи 37% била овде на домашниот пазар, додека 63% на странските пазари. Најголем пораст на извозот бил остварен во Казахстан, во Швајцарија, Велика Британија, Чешка, Грција, Португалија и во Полска. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го затворило предметот од 2021 за 19 модуларни болници изградени во време на пандемијата со ковидот, бидејќи немало злоупотреби ниту кривична одговорност. Според ВМРО ДПМН, Венко Филипче носел директна одговорност за поставувањето на модуларните болници и за трагедијата што се случи во Тетово, кога во пожарот во таквата болница 14 луѓе живи изгореа. Прозваниот Венко Филипче истакна дека Мицкоски и ВМРО ДПМН требало да им се извинат на семејствата на настраданите во болницата во Тетово, од 5 години се ширеле лаги и невистини. Меѓутоа, премиерот Христијан Мицкоски ја оцени како скандалозна одлуката на обвинителот Ислама Бази
да биде запрена постапката и покрај трагичните последици од пожарот. Радиопрограма во Оро Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и многу успешна мисија и улога во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот, благодарение на упорноста, истрајноста и непрестајната активност на уредникот и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, како и на разбирањето, помошта и добрата воља на Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алеки Димитар. Уште неколку информации. 66-тото издание на меѓународниот фестивал Охридско лето свечено беше затворено со мюзиклот Како какао. Од 12 јули до 20 август Охрид беше голем интернационален културен центар. На Охридско лето на сцените во Античкиот театар и Долни Сарај настапија 700 уметници од 24 земји. Со богатата програма Охридско лето уште еднаш потврди дека е една од најзначајните манифестации во Македонија со високо место на европската културна мапа. Нашава земја на Медитеранските игри во Таранто, Италија, ја представуваат 90 спортисти во 19 спортови. Македонија досега има освоено 14 медали на Медитеранските игри и овој пат спортистите ветуваат борбеност и достоинствено бранење на македонските бои. Многу пожари пламнуваат непрестајно низ нашава земја. Денес имало 5, меѓутоа со огромни напори и со брза акција на противпожарните екипи со помошта од 300 доброволци и со 3 ер-трактори, хеликоптери и пренаменети воени возила, се гаснат пожарите дел и намерно подметнати и се добива тешката битка со огнените стихии. Тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. На крајот, топло добре дојде во родното Љубојно, во Преспа, Охрид и во Македонија. Му посакувам на колегата Бошко Рајчовски Пелистерски, како и секогаш овој пат да си помине најубаво, најпријатно и најспокојно, овдека меѓу најсвоите, меѓу роднините и пријателите во библиска Македонија. Си била толку темни сказни, знаеш земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сводот вечен, знае сиот свет, кога вардар течел, биел робска клет, колку света сила, коли твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Сарајево. Емисија заедничка пред почетокот на Олимписките игри гостуваат коментатори. И ред дојде да гостуваме Владан Стојаковиќ и Атанас Костовски. Почнува снимањето и водителот вели, кад е колега Костовски кренуо или полето из Скопје, појавили су се прве пахулици. Да, викам, се појавија првите снегулки. Стоп! Па дај, кажи, говори да те разумеам. Молим те, кажем, нек доđe Миле Пејчанац, тој уредник од емисијата. Излегнувме надвор и му велам, Миле, ова е емисија што се снима. Се емитува на првата програма на телевизија Скопје, на ЈРТ. Кажи ми, што е разликата меѓу Атанас Костовски и Владан Стојаковиќ? Па ништо, еден и други коментатор. Молем,
Што ми е белекот? А опада, ти говориш македонски. Паси, вика, таа прва програма зрачи, се гледа и во исток, и на север, и на запад, и во Пиринска, и во Егејска Македонија. И кога тие, викам, наши македонци таму, ке речат, види го овој ослободениот македонец зборува српски, нема надеж. Подигнување споменик Мајка Македонија во Нови Сад предизвика реакции во Србија, Грција и Бугарија. Предлогот го поднесе Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија по повод 80 годишнината од доселувањето на македонци во Војводина. Станува збор за брозена скулптура, висока околу 2 метри, која би ја прикажувала жена во традиционална македонска носија со две деца, едното свртено кон Србија, а другото кон Македонија. Предлогот најде на остри реакции од граѓанската партија на грците во Србија, која побара властите во Нови Сад да ја отфрлат иницијативата. Реакции има и во Бугарија, каде се посочува дека традиционалната носија представена на скулптурата е поврзана со фолклорното наследство на историско-географската област Македонија, поради што споменикот се оценува како провокација кон бугарската историска меморија. Активности во нашето иселеништво. Македонскиот фестивал традиционално кој го одржува Македонската црква Света Богородица оваа година ќе се одржи недела, тоа е сабота и недела 29 и 30 август на своето црквено место во Стелни Хајз. Додека црковниот собир ќе се одржи во Чикаго, каде Македонската црква Свети Кирил и Методи ќе биде домаќин петок, сабота и недела 4, 5 и 6 септембар. Slušnacite planini, jedan glas, jedno srce, jedan son, od Kruševo do Sekoj, makedonski dom. Letaj mi, letaj, sokole, visoko nego gorite, odnesi aber, sokole, deka nije nepravda, trpi me. Ponesi pesna sokole, da im gileći ranite, da njih čuve će da da, što ni begat od bedata. Kažem ti to, nebesna, deka i nije žali me, deka te se vrati me, vo naše rodno ognjište. После сите овие години некои други очигледно се уште имаат, но денес македонците не се на испит. Европа е. Благодарам. На кој јазик е биле? Туку тоа го редува министерот. Колку министри за правда биле од коалицијата која што вие ја поддржувате во минатото? Зошто не го уредиле? Еве да ве прашам, вие сте сега во таа коалиција, пред да дојде оваа влада, министер за правда беше министер кој што доаѓа од вашата коалиција. Зошто тој не го доуреди? Зошто не го направи тоа? Законот му дозволува. Еве јас ќе ви кажам, затоа што сте лицемерни. Затоа што сте патриоти од Алиекспрес кога сте во опозиција, а кога сте во влада
промовирате зелени екоагенди. Ако сте во опозиција, сакате да создадете етнички конфликт онаму каде што го нема. И да, мене ми пречеше, правници, кои што треба да се борат за јустиција, треба да се борат за владење на право, на протестот самите го прекршија правото. Не видов ниту едно знаме на државата во која што треба да се полага тој испит. Не видов ниту едно знаме. Видов на Соединените американски држави, видов на Европска унија, националното албанско знаме, го почитувам како национално албанско знаме и немам против, но ќе беше добро во знак на објективност и во знак на добра волја едното до друго да ги видев државното знаме на државата и системот во кој што овие млади луѓе сакаат да бидат утре. Called North Macedonia when there is no country called South Macedonia. In ancient times, Macedonia was a powerful kingdom in the Balkans. By the modern era, most of it became part of Greece. After World War II, inside Yugoslavia, a federal republic was created called the Socialist Republic of Macedonia. When Yugoslavia began to break apart in the early 1990s, this republic declared independence under the name Republic of Macedonia. Greece strongly objected to the name. Greece already had a large northern region called Macedonia, and it feared that a neighboring country using the same name could one day claim Greek territory and promote the idea of a united Macedonia. Because of this dispute, Greece blocked the country from joining international organizations like NATO and EU. In 2018, both sides reached a compromise known as the Prespa Agreement. The country agreed to change its name to North Macedonia. In return, Greece lifted its objections, allowing North Macedonia to join NATO and move closer to the European Union. Многу убава иднината на Македонија. Разговори за иднината на Македонија 12.5. И сум рекол, филозофско прашање зошто ова е така, заради вас. Ама не знаете зошто се решават, како се решават. И ако менаџерски консултант знам, Македонија нема ни луѓе, ни волја да го направи тоа. Дали би отишле повторно ако сте поканени? Ќе одам на секој собир кај што се зборува за судбината на Македонија. Откако пред една недела за обвинителството напиша тужилаштво, сега имаат нов бисер и се вика продали веру за вечеру. Господе Боже, те имали. Оваа политичка кованица, која е преведена од српски, никогаш не се употребува во македонскиот говор и означува некој што се одрекол од својата вера или минато за една вечера, односно од корист. Вук Караджиц се превртува во гроб, а Блаже Конески бара лектор. Запишана македонска народна песна потекнува од Костурско, а запишана е во 16-тиот век и сега се чува во Ватиканската библиотека. Тако ти Бога, девојко, как те зовет на име? Друшколе, жив ти очи, ходи овамо, зарви ме. Твоето ти целивање ти се молам, дарви ме. Што си лепа, што си лепела, што си бела, што те љубам, девојко. Ела моje паригорие, да те љубам во устата, како овоштие ме мирисет, што то роди крушата. Тако ти виш него Бога, не ми везми душата. Што си лепа, што си лепела, што си бела, што те љубам, девојко. Да ви кажа некоја песна или приказна. Потоа обидете се таа песна или приказна да ја најдете во збирките на народни умотворби. Ако ја најдете, ќе ви биде мило. А ако не ја најдете, уште помило. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Imali smo roj
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашите за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552 или на имейл braichovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригоди и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Браза Шифица, Катица Јанева, Линче Ристоска и Фатиме Фетај, специјалните обвинителки на кои одамна им се случи ерозија на рейтингот. Катица Јанева е надвор од Килија со пробација скалка, а Линче Ристоска си даде оставка бидејќи не можела повеќе да постапува во предметите Талир 1 и 2. Последиците од насаденото обвинителство се чувствуваат и по една деценија, има и по 10 возила, пари и се што им е потребно да гонат, но тие реално испорачаат 0 резултати, коментираат дел од познавачите. А адвокатот Дуковски вели дека решението на Катица за префрлање на предметите од СЈО во обвинителството, напишано и подпишано во затвор, е нивното невидено ремек дело до сега. 17 предмети испорачаат кои што 3-4 беа чиста глупост, кои што нема никаква врска со организиран криминал.
како што се дивоградби или даночно затојување кое што ги гони обичното обвинителство. И најголемата бизарност и срамота што е случајно во врска со тоа се е од кога беше затворена Катица. Внимание, таа дава полномошно дава искуцано на лаптоп во затворот и со тоа полномошно без било каков правен основ, со огромна леснотија предметите ги зема од бившото СЕО. Освен што не сработија ништо, го нема ни бројчаникот на Зоран Заев за да приброи колку пари вратија специјалките, освен што нема резултати од постапките што ги водеа, тие потроши 4,6 милиони евра за додатоци и бонуси на плата. Дуковски вели дека имало огромен притисок да нема истрага за нивните бонуси. 100.00 million people speak Slaviansky language, and all started from Macedonia, Ohrid by the Macedonian Saints Kirill and Methody. Macedonia is the first Christian country in Europe, the land of Alexander of Macedon. Во откажување на вториот протокол. Луѓе, ако не ни веруваат нас овдека, нека зема странски експерти, нека зема двајца-тројца врни дипломати, разбирате, пензионирани од пријателски земји, јадовените нации, ќе им кажат, луѓе, некои работи се кристално јасни. Македонија моментално од дипломатска гледна точка нема избор. Или ќе оди во акција, или полека ќе се влошува на тежната ситуација, опозицијата ваква како што е неупотреблива и антидржавна ќе добива на значење, албанскиот фактор ќе игра на голема Албанија, бидејќи нив им одговара да ние го смениме уставот, се бугаризираме и така натака, така да и за да се разбереме, за сите тие игри не стоат ни Бугарија ни Грција, стоат други многу посилни светски сили. Ти мене денот, ќе признаеш и оно ќе играш. Повеќе сакам да играм танго и тоа стискавец. Рам-пам-пам-пам. Слушај, вамо. Слушај. Слушам, кај шумат, шумите, буките. Бука. Слушај, ако ми признаеш, слушај, мора да признаеш и да знаеш, додека ти зборувам со Арно, мора да признаеш. Да клекнеш на колена не признавам. Женче? Да, машче. Види, срце ова. Да. Срце ова, белчи гербове. Да. Слуша, Каже? ако ми признаеш се, ти ветувам ќе ти простам. Јас ако ти признам се, Господ нема да ми прости, а не ти. Извинете. Ти не беше така. Ова, сакав да кажам, доста се карате, срамота е. Што ти гајле вечераме, ќе се караме. Ама ако треба, јас ќе признам. Ете, нека Што? Јас ќе признам. Што ќе направиш ти? Жими мама се ќе признам. Не, ова е ненормално, ќе го убијаме. Што ќе признаеш ме стоко невакцинирана, што? Се ќе признам, се од збордо. Не, ќе те убијаме, што ќе признаеш ти да не си ми жена мене случајно, С краја да е жена. Сакам да кажам дека вашата жена е невина. Апсулиман, душо моја. Што, бре, душо моја, ќе ти ја извадам душата, бре. Не ми изигравај Отело на овие години, како не ти е срам. Отело? Значи и со Отело била. И со Отело била. Слушај, мамо, ти стоко некрвена. Ти се уште ми тврдиш дека ова е невина? Гарантирам. Значи си ја пробал? Да, ова не. Ова, сакам да кажам дека вашата жена е светица. Апсулиман, срце мој. Срце, доста, бре, ќе ти го извадам срцето. Немој, биди малку отворен на овие работи. Како отворен, бе, како отворен, што правите в кревет? Што правите в кревет? Како што правите? Во кревет што се прави? Знаеш дека жена ти е во право, ти на вистина си идиот. Ова, сакам да кажам, вашата сенета жена и јас сме, поправо политички противници. Противници? Да. Какви противници? Што правевте в кревет, прашувам, в кревет што правите? Што се прави? Нормално во кревет што се прави? Правевме коалиција. Коалиција? Да. Голи и боси. Да, Калчо, цел народ ни е гол и бос. Како сакаш во Свила и Кадипе да бидеме? Значи сега сите така прават коалиција в кревет? Судбина, Калчо, судбина.
Кога кајна се прави коалиција, секогаш некој трет добива рогови. Македонците во Бугарија повеќе не е само работа меѓу Македонија и Бугарија, туку за него ќе слушнат сите држави во светот. Одлуката на Обединетите нации дека Бугарија неосновано го блокира здружувањето на македонското малцинство и дава можност на Македонија да користи меѓународни механизми, редовни проверки за човекови права, извештаи од независни експерти и препораки од Обединетите нации. Проблемот излегува на голема сцена и станува меѓународна тема, а не само билатерален спор, коментираат дел од познавачите. Адвокатот Тони Менкиновски, кој ги застапува правата на македонците во Бугарија, вели дека ова за Македонија представува значајна дипломатска можност. Според него, темата може да се отвори на други важни нивоа во Обединетите нации, што дополнително ќе го зголеми притисокот, а со тоа прашањето ќе мора да се реши. Сепак, тој предупредува дека овој процес треба да се води внимателно со дипломатски пристап, почитување на меѓународното право и со фокус на диалог. Вели дека целта на македонската власт треба да биде насочена кон постигнување на долгорочно решение, а не да има само краткорочен политички ефект. Пред неколку дена, Комитетот за човекови права при Обединетите нации утврди дека на македонците им е прекршено правото на здружување, откако бугарските судови одбија да регистрираат невладина организација без јасно објаснување. Станува збор за правозаштитен комитет Толерантност, формиран од Стојко Стојков со цел заштита на правата на македонците во Бугарија. Обединетите нации бараат од Софија да ги преиспита одлуките и во рок од 180 дена да достави извештај. Стокменот црно на бело, колку го ограбиле буџетот и како? Како што напишав, Лјупчо, 4,6 милиона евра, со тоа што мора да појаснам, иако во анализата е појаснето, правично, ќе има и други наставци, продолженија од анализата. 11 специјални јавни обвинители противправно присвоиле 1.080.000 отприлика евра, доделувајќи си додатоци на додатоците, покрај редовната плата која им беше висока до небото, ама молим лепо, според законските одредби и актите на СЈО, покрај додатоците 2-3 што се предвидени и одобрени, тие зимале додатоци на додатоците. Тие се спорни, за нив изнесуваат милиони, како што реков, кусур евра. Останатото, 3,6 милиони евра, се доделени, изгледа за мир во куки, правата логика, правата асоциација, а втората ми е, бидејќи се нивни луѓе на тогашниот политички естаблишмент, во најголем дел на СДСМ, мал дел на ДУИ, вработија све своји луѓе, не сакам да употребам израз на Зоран Заев, ШИР, кога зборуваше за македонските граѓани, ја овој пат нема да го употребам, не го мислам тоа, ама непотизам и кронизам невиден. Анализата моја покажа 23 роднини по прва линија на 2-3 министари од тогашната влада и на сите безмалку 11 јавни обвинители. Керки, синови, снаи, внуци, внуки, братучеди и така натаму. Големи семејства имале. Добро, нека им се живи и здрави, многу детни нека бидат. Ама не на таков начин да противправно одземат пари. Ни грци, зашто не сме ни едното, ни другото, ни тојкото? Не никли во Македонија патриархисти, екзархисти, оти ние сме си православни христијани. И мијата, Србин, бугарин и грк и служија својата служба во Македонија. Време е да им замените едно општо име, името за сите, името македонец. Да. Време е да и заменит едно општо име, името за сите, името македонецта, да и заменит имињата Сабин, бугарин и грк.
Време е да ја замените името Македонец. Овој обичај е стар повеќе од 2000 години. Се верува дека потекнува од старите келски народи во Европа, кои верувале дека во дрвијата живеат духови или божества што ги штитат луѓето. Кога некој ќе кажел нешто добро или нешто што не сакал да се урочи, ќе чукнел во стеблото со надеж дека ќе побара заштита или ќе ја оттурне лошата среќа. Со текот на времето, овие верувања полека исчезнувале, но обичајот останал. Луѓето повеќе не знаеле точно зошто чукаат во дрво, но продолжиле да го прават и им го пренесувале на своите деца. Така, еден обичај стар повеќе од 2000 години преживеал се до денес. Затоа, кога некој ќе каже "Одамна не сум бил настинат" или "Добро ми оди во последно време", речи си секогаш ќе се најде некој што ќе рече "Чукни во дрво". Иако денес повеќето луѓе повеќе не веруваат дека во дрвијата живеат духови, обичајот останал. Како мало суеверие, што се уште е дел од секојдневниот живот. Чекај, што? Зошто чукаме во дрво? Јас сум Маријан Коцев, а вие ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Да може сама да бирам под кое сонце ќе се родам. Може би ќе погрешев и ќе изберев некое многу поладно. Да можев да бирам под кое небо ќе проодувам. Ќе погрешев и ќе изберев некој тмурно. Да бирав сама по која земја ќе ми остануваат стапките. Ќе беше тоа некоја многу потврда. Да можев да бирам со кое писмо ќе се описменувам. Не ќе изберев некој вековно, а некој вчера создадено и принапишано. Да можев сама да го бирам името на татковината. Тоа не ќе беше име во Библијата запишано. Да можев да му речам на Господ: "Те молам, испрати ме кај најубавиот народ, помеѓу најтоплите луѓе, спушти ме врз најубавите гори, остави ме покрај најбистри извори води, потоци и покрај најдлабоки езера, кај што птиците најубаво пеат, кај што најубавото знаме раце го веат, кај што храната највкусно мириса, кај што земјата живот раѓа, кај што се облекуваат најубавите и најшарените носи, кај што се играат ора полни со приказни, кај што ти, Боже, погледнуваш секој утро и од мило се насмевнуваш. Немаше да го погодам описот на земјата која тој по своја промисла ја имаше подготвено за мене. Тој знаеше дека непогрешливо ме создава од глава до петици и до последната капка крв, да бидам македонка. Што сакате, имајте каква сакате историја во вашите учебници. Не може да се мешате во нашата. Проблемот кај нас е што ние дозволивме да имаме власт 7 години, која што дозволи тој бугарски став да се преточи како европски став. Една катастрофална политика со чисто последици допрва ќе се справуваме. Значи, ние имаме два проблема тука, како што реков. Едниот е да го разбереме обичниот бугари. Второто е, ние не можеме да се разбереме сами себе. Како дозволивме таква влада да имаме 7 години? Како дозволивме некој си таму, Заев, Никола Димитро и никому ништо? Па добро, ма како позиција, зашто Бујар Османи, како дозволивме тие да не владат и да дозволат, затоа што ставот на Софија да стане став на Брисел, затоа што сега што ни велат бугарите, вие немате проблем со нас. Со Европска унија проблем. Вие расправајте се со Европска унија, одете убедете ги Франција и Германија да го сменат тоа, ама не може да го сменат затоа што дури и 26 членки да кажат да, ќе го смениме ставот, 27-та е Бугарија, она ќе каже не може. Не може. И заврши приказно.
Здраво, Кирјана, дојдов по вино. Нема поќе, го излокав. Здраво. Абре, Колјо, ти реков да не го продаваш чифликот. Мама ме даде за друг. Пак локаш? Конечно ги собравме. Енеја, Стамена! Стамено, кај одиш? Одам да наполнам вода за мама, да земам киселец од кај Пара и тробосилек од кај Јана. Нема да го запалам дуќанот, фустанот е топ. На почасти се нешто и ова. Фала, Коконо. Енеја, Елена. Елено, стигна капелата од Едрене, а? Да, преуба е. Ој природо вечна убавица. Велат моите очи се воденски череши. За мене велат дека имам гајтан веги и сум неве. А за мене велат дека сум полична од самовила. Каде бе, Павле? Во ладната меана да пијам и јадам со лудото младо. А кај ти е големото друштво? Кој војник појде, кој в затвор ојде, кој драница фати назад не се врати. Исус беше држан на крстот од клинците што му беа во раците и во нозете. Дека тоа го држеше Исус распнат и ете, жртва и нема бегање, нема каде да оди и тоа е тоа, ќе страда сега за нас. Единственото нешто што го држеше Христос на неговиот крст, на Голгота, беше неговата љубов за мене и за тебе. Затоа што тој можеше вака да направи и да дојдат легиони ангели да го избават од таму и никому ништо. И на никој ништо не должеше и не мораше тоа да го направи, не мораше тоа да го страда, не мораше да го земе нашиот пекол врз себе си,
се не мораше ништо. Ама тоа што го држеше таму не беа клинците, туку беше неговата љубов за нас. И знаете, едно е кога човек прави добро за тебе, затоа што мора, затоа што тоа му е работа, му е должност, ама сосема е друго кога човек прави нешто за тебе затоа што те љуби. И уште повеќе кога тоа не го заслужувам. И не само кога не го заслужувам, туку кога сум направил такви глупости за да направам се што е можно да го одвратам тој што ме љуби и што сакал да направи добро за мене, да го одвратам. Сите мои гревови, се што јас сум направил, значи јас сум направил ништо да го заслужам тоа, а се да го одвратам тоа. И Христос го направи тоа. И Христос отиде на крстот за мене. Го направил светиот маченик Теодор Тирон околу 50 години по смрт. Имено еднаш, непосредно пред почетокот на Великиот пост, византискиот цар Јулијан Отстапникот сакал да им напакости на христијаните и наредил храната што се продава на пазарите да се попрска со крвта од жртвите што им се принесувале на римските идоли. Меѓутоа, светиот Теодор Тирон најаве му се јавил на цариградскиот патриарх и му кажал да им забрани на христијаните да купуваат храна од пазарите, зашто таа ќе биде осквернета со крв и наместо тоа целата недела да јадат пченица со мед. Патриархот така постапил и христијанските верници останале неосквернети пред нивниот најголем празник. Децата се први во орото, македонски ора, кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се озлавнат. Го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле и ки си пеат. Кад со играат оро, ки си пеат. Со пеиме, а дети со правиме у селото, децата са први во орото, македонски ора. Над 1500 песни само за Македонија има испеано. Можете да замислите? Само за Македонија васка Бог да прости Господа и да е Царство Небесно. 1500 песни испеани само за нашата родна Македонија. А што да кажеме за другите, за Сариевски, за другите пеачи? Ние сме еден гердан македонски. И сега некој сака само да земе жилет, да го сецне и бисерите да излета, да ги снема. Бисер да не остане. Но нема. Имаме ние комити тука, наши македонци, имаме браќа, што цврсто ќе застанат на браникот на одбрана на нашата тковина Македонија. Мајката Божја, Пресвета Богородица, е закрилничка на нашава света македонска земја. Господ Исус Христос, апостолот Павле, тие се столбовите кои нема да дозволат ни една ронка да фали од овие наши македонски простори. А исто така треба да ги окуражиме малку и браќата од Егејска Македонија, браќата од Пиринска Македонија. Тие се замолчени таму, тие се исплашени. Еден човек пред 2 години, 90, на 98 години почина од Беломорска Македонија, дете бегалец. Знаете што ми велеше? Дедо Владика, кога ти го бараат јазикот, не ти го бараат јазикот, ти ја бараат државата. Така да нив првин со јазикот почнава. Им седева под прозорите, грците, не смеева да зборуваат македонски. Ако го слушнева некој дома, во својот дом, не смеш да зборуваш, ќе го викнева, ќе го тепава, ќе му земава платата, немаше да му дадат работа и така натака и така натака. Тој народ е исплашен, но не треба да се плашат денес од 21. век, треба да кажат дека и тие се македонци. Не грчки македонци, но македонци. Драги слушатели, тоа беше владиката Агат Ангел. Го слушнате неговиот збор. Повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Оди и не греши повеќе, Бог не опоменува преку него сите нас, да не се забораваме кога сме здрави, кога ни е убаво, да не забораваме дека сме луѓе, дека сме образ Божи и да не одиме по патот на злото, туку да, како образ Божи, икона Божја, да исполнуваме волјата Божја, да ги пазиме заповедите Божи, да бидеме миролюбиви, миротворци, човеколюбиви и со љубов да победуваме се,
со љубов да простуваме и со љубов да правиме добри дела, онака како што Христос Бог, кој што е љубов, направи се за нас и за наше спасение. Сега си здрав, оди и не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава ти Боже наш, слава ти Цару небесен, утешитело Духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш. Ризни со на добрините и животодатело, дојди и всели се во нас и очисти од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј нас. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Пресвета Троице, помилуј не. Господи, очисти ни гревовите наши. Владико, прости ни ги беззаконијата наши. Свети, посети не и исцели ги слабостите наши. Заради Твоето име, Господи, помилуј. Господи, помилуј. Господи, помилуј. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Можете да проверите, се вика уште текстот на македонски во Нова Македонија, на англиски за преспа и повеќе, on prespa and beyond, каде што објаснувам што мислам за природата на договорот. Кога реков јас реалност, мислам на следново. Грчката страна или првата страна, таа со двете имиња, и втората страна, таа безимената страна, така, го склучија договорот, не го склучив јас, не го подпишав јас, ги имаме подписниците и логично е тогаш, како тоа тие кои што го подпишале преспанскиот договор не се повикуваат на него во односите наши со Република Грција. Како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна, Македонија, терминот, поимот значи територија, ама и народ со собствена култура, јазик и историја. Тие требало да се повикаат на тоа. Daddy, I have good news. What happened? I'm getting married. Really? Who are you marrying? Grandma. My mom? Why Grandma? You married my mommy. I didn't complain. Now I'm marrying your mommy. We both get one. Your blood pressure is high. How do you know? Because you live with Grandpa. That's enough to raise anybody's blood pressure. I'm prescribing 1 week vacation without Grandpa. Pack your bags. You're gonna be a grandpa. I made a mistake. I secretly kissed Annie. Will one kiss make a baby? What do I do? You're okay, buddy, but no more sneaking kisses. Okay. I was really scared. Daddy or Daddy? I only love you. Why? Because Mommy and Daddy both brought home a new baby. They don't love me anymore, so I hate them.
Драги слушатели, пред да завршам денешната програма, сакам да ви кажам дека ви се јавувам од Балканскиот Јерусалим Охрид. Овде е убаво и ве поканувам да повелите да дојдите. Ве чекам, било тоа во Охрид, во Лубојно, е навистина убаво. Ке се видиме во октомври, за месец и пол се наоѓам во Македонија. Жална вест. На 62 годишна возраст почина во Дирбон Хајтс Џорџ Питерс, чии родители се од Був. Опелото се изврши во црквата Свети Климент Охридски во Дирбон. Останаа да жалат таткото Карл и братот Даниел со фамилијата. На тој свет ќе го пречека мајката Хелен. Бог да го прости. Џорџ, драги слушатели, беше активен член во UMD, United Macedonian Diaspora, и еден ден на еден состанок Џорџ ми даде $1000 donation за радиото. Јас бе малку изненаден и му реков благодарам Џорџ, ама многу ми даваш. Не се многу. Ти вршиш голема работа за Македонија и македонците. Бог да те прости и вечно ти памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.